Дојдовте во подкастот на Сдруженијето за меѓународна младинска соработка Интерактив Битола, што го реализира преку проектот Знам, целувам, креирам од младите за младите. Јас сум Анита Шијакова, а денеска разговараме со Владко Талевски, председател на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. Владко, добре дојде во денешниот подкаст посветен на младите. Благодарам на покањата. Волонтерството е една од најдобрите иницијативи да се ангажираат младите луѓе. Вие сте председател на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. Какви се искуствата од проектите во областа на волонтерството во Битола во прилог на јакнење на младинското учество? Да, општина Битола е единствена која има ваков совет, локален совет за волонтерство, кој ги обединува сите волонтерски програми и потенцијали на локално ниво преку една меѓусекторска соработка, бидејќи во него членуваат представници на невладини организации, на општинската администрација и на локалните јавни институции. Фокусот е на младите луѓе и се гледа на волонтерството како алатка за поголемо младинско учество. За таа цел, општина Битола има посебен фонд за поддршка на волонтерски акции во кои ја поттикнува партнерската соработка на невладините организации и училиштата во градот и на тој начин се зголемува младинското учество преку учеството на младите волонтери во овие волонтерски акции. Традиционално се доделува и награда за волонтерски ангажман, што е особен поттик за волонтерите. За какви волонтерски иницијативи во декември беше доделена наградата за 2023? Обично на Меѓународниот ден на волонтерите 5 декември, секоја година се оддава јавно признание на волонтерите за нивната успешна волонтерска работа и овие признанија се и алатка за поширока промоција на волонтерите и нивните постигнувања. Локалната награда за волонтерство оваа година беше доделена на волонтерската хуманитарна организација Свети Спас од Битола. За волонтер поединец награден беше Леонардо Соколов, активист за заштита на бездомните животни, а за волонтерска програма наградата доби локалниот волонтерски сервис Битола. Инаку Младински културен центар Битола од 2006 година востанови и национални волонтерски награди, златен сертификат за волонтерство. Оваа година наградата отиде кај организацијата Men and Mountain, кој го организираат Генералка викендот, една масовна волонтерска акција со илјадници волонтери во над 50 општини, и на професор доктор Моника Марковска, која е председател на Ротари клуб Битола Широксакак, за нејзината хуманитарна работа во заедницата и посебно за унапредувањето на дигиталните вештини кај младите, посебно на млади кои доаѓаат од маргинализирани семејства. Колку е важна континуираната соработка помеѓу локалните власти, невладините организации и младите за успешно спроведување на волонтерските акции? Се разбира дека е многу важна. Локалниот совет за волонтерство оваа година го администрираше повикот за волонтерски акции на општина Битола и можам да кажам дека навистина имаше огромен интерес. Добивме над 15 апликации, а со фондовите кои беа на располагање поддржавме 6. Затоа, на наше инсистирање, на наше, да речам, лобирање, овој фонд трикратно ќе се зголеми за 2024 година, што представува едно добро постигнување на локалниот совет за волонтерство и наоѓање на заеднички јазик за поддршка на ваквите волонтерски акции. Инаку, самиот фонд на волонтерските акции е за покривање на трошоци директно за реализација на волонтерските акции, за материјали, за храна, освежување на волонтерите, за промотивни материјали. Значи, ангажман на што поголем број на волонтери во заедницата и директно искуство со волонтирање. Ова е навистина интересно и добра вест што се зголемува фондот. Кој се може да побара средства од тој фонд и на кој начин? Се поттикнува партнерска соработка помеѓу граѓанска организација и образовна институција, тоест основни и средни училишта во општина Битола. Како апликанти се јавуваат граѓанските организации, но мора да имаат подпишано меморандум за соработка со некој училиште и заеднички да ја спроведуваат активност. Значи, тоа е услов на повикот и мислиме дека ова партнерска соработка функционира добро, има интерес и на тој начин и преку самите училишта, младите, тоест учениците во основните и средните училишта, можат директно да волонтираат и да го искусат тоа волонтерско искуство самите. Колку младите во Битола се заинтересирани за волонтирање? Мислам дека
Навистина има огромен интерес кај младите за волонтирање. Она што представува предизвик е да се понуди некоја креативна волонтерска акција, посебно која дава видливи резултати на краток рок. Така да освен волонтирањето на фестивали, каде што има навистина огромен интерес од младите за волонтирање, или пак некои адхок еднодневни акции, сепак останува предизвикот како младите да се активираат во текот на целата година. И ова е предизвик со кој граѓанските организации се соочуваат, како да ги задржат младите да волонтираат во локалната заедница. Значи тоа да не биде само еднократно волонтерско искуство, туку подолгорочен ангажман и на тоа треба сите заедно да работиме. Кои волонтерски акции во Битола би ги изгледале како особено успешни или кои се резултатите од нив? Па можам да ги издвојам акциите кои се спроведува во рамките на локалниот волонтерски сервис Битола. Една акција беше омразата на битолските ѕидови, уметничка интервенција со цртање на мурали за покривање на говорот на омраза на битолските ѕидови. Имавме волонтерска акција за кампања против врсничко насилство, волонтерска акција која промовираше зелена урбана мобилност за користење на велосипеди. Значи бе изработени и донирани 8 паркиралишта за велосипеди во образовните институции, како и донација на 7 велосипеди во ученичкиот дом Мирка Гинова, која учениците кои се таму сместени можат да ги користат во текот на целата година. И имавме 2 волонтерски акции за чистење и за рециклирање во околината на Битола. Едната беше кај местноста Смолево, или популарно наречена кај авионите, и на Тумбе кафе. Значи, овие се неколку акции кои вредат да бидат издвоени во текот на минатата година кој се реализира. Учесниците на вашиот ангажман во граѓанскиот сектор во област за волонтерството се во МКЦ Битола реализиравте мощни, успешни и обемни програми. Какви резултати се постигнати генерално кога би сумирале? Да, МКЦ Битола е лидерска организација на полето на волонтерството веќе скоро 20 години. Основната идеја со која почнавме беше активирање на младите преку волонтерство да помагаат во заедницата, да стекнат искуство, да се дружат, да учат заедно за солидарност и помагањето на другите и сите позитивни вредности кои ги промовира волонтерството. Паралелно работевме и активно во работните групи за законско регулирање на волонтерството, како и национални и локални стратешки документи за развој и промоција на волонтерството, а од 2006 година, како што спомнам, доделуваме и национални награди за волонтерски ангажман. Исто така организираме волонтерски акции локално со голем број на вклучени волонтери. Што се однесува до меѓународната соработка, бевме национални координатори на првата меѓународна програма за размена на волонтери на Западен Балкан од 2019 до 2022 година. Дополнително на цел овој ангажман, даваме исто така обуки за волонтерски менеджмент и консултантски услуги на други организации, за да можат во рамките на своите организации да воспостават ефективен систем на волонтерски менеджмент и да научат како да регрутираат, како да имплементираат волонтерски програми и што е најважно како да ги задржат волонтерите. Како ја оценувате стратегијата за волонтерство на Битола и на што во иднина треба да се работи? Новата усвоена локална стратегија за волонтерство на општина Битола е за периодот 2023-2026 година и ја зацврстува општина Битола како лидер во локални волонтерски програми. Има конкретен акционен план со клучни активности и одговорноста која не е само на општината, туку и на другите чинители кои го чинат тој волонтерски систем, а тоа се граѓанските организации, училиштата, јавните институции. И навистина е еден солиден документ, само треба се да се оди со ред и да се исполнат што повеќе од приоритетните активности. Тука е клучна улогата на локалниот совет за волонтерство како тело за мониторинг на имплементацијата на мерките од стратегијата. Значи имаме солидна основа, имаме стратешки документ, сега останува да се имплементира мерките кои се во стратегијата и мониторинг извештаите на локалниот совет за волонтерство кои треба да го бележат прогресот во имплементацијата на активностите. За крај на разговорот, која е вашата препорака до младите луѓе? Кои се главните придобивки да го поричат како волонтери да дадат свој придонес во заедницата? Времето посветено на волонтирање секогаш има повеќе кратна придобивка, посебно за младите волонтери. Освен нови познанства, нови контакти, учење, дружба со слични луѓе по сваќање,
Волонтирањето придонесува младите и граѓаните да бидат посвесни за својата локална заедница, за предизвиците, за проблемите кои ги имаат и како да бидат активни во нивното решавање. Така ја зголемуваат припадноста кон заедницата и волонтирањето го возможува тоа. Затоа е многу битно да се работи со младите, да го искусат волонтерството и да можат да продолжат со волонтирање во текот на целиот свој живот. И јас ви благодарам на разговорот, верувам дека споделивме мушни корисни информации за сите оние кои што сакаат да бидат активни на полето на волонтерството. Ви благодарам, поздрав. Јас тука уште на крајот на разговорот ќе кажам дека оваа активност е дел од проектот Заедници инклузивни за млади, кој го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија во партнерство со Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Сфера Интернационал Битола и платформата за младинско јакнење ЈЕБ Гостибар, со финансиска поддршка од Европската Унија. Главна цел на проектот е подобрување на локалното владење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот. Овој подкаст е подготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на Сдруженијето Интерактив и не ги одразува ставовите на Европската Унија. Вам, почитувани слушатели, ви благодариме на вниманието.